Почитувани гледачи, добра вечер. Среда е 19 часот и 15 минути. Добре дојдовте во Трета порта, интернет, политички телевизиски магазин кој ви ги пренесува најинтересните случувања од изминатата недела. Во оваа емисија ќе зборуваме за неколку теми. Меѓу другите е и онаа која е најактуелна во јавноста, а тоа се случувањата околу така наречената афера Телеком. Имено јавноста е запознаена со сведочењето на поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Слободан Богоевски пред судот во Њујорк, каде се суди за вмешаност во корупција на тогашни директори на Маđар Телеком, сопственици на Македонски Телеком, со функционери во Република Македонија. Ова сведочење на површина извади неколку имиња на функционери кои тогаш биле високо позиционирани, меѓу кои на поранешен премиер, но и на функционери од редовите на Албанската демократска унија за интеграција. Понатаму во емисијата ќе има неколку интересни политичко-спортски дуели кои ќе ги видите, а се разбира и колумни на тема на независноста на Македонија, тоест 24 години од самостојноста на Република Македонија. Почнуваме со аферата Телеком. Имаме еден напис на Дојче Веле, каде насловот е следен: Афера Телеком, расчистување на непослушните и некооперативните. Сведочењето на поранешниот разузнувач Слободан Богоевски, кој открива вмешаност на високи политички функционери во криминал и корупција во случајот со Маđar Телеком, не ја изненадува домашната јавност. За дел од аналитичарите е симптоматично што сведочењето на Богоевски се објавува во период кога треба да се почне со реализација на договорот од Пржино. Посебно, без никаква задршка се споменуваат имиња на првите двајца луѓе на ДОИ, за кои постои тврдење дека на посредник во целата таа акција, дека наводно се корумпирани со по 2,5 милиони евра, како и името на поранешен премиер. Политичкиот аналитичар Јове Кикеновски очекува дека деновиве ќе излезат во јавност и други пикантерии од овој голем корупцијски скандал во кој се вмешани и други актуелни политичари. Ете, тоа е текстот на Дојче Веле. Продолжуваме со текст на Радио Слободна Европа на истата тема. Тука насловот е: Кој зел мито за Телеком пред суд? Во сведочењето Богоевски веле дека мито од Телеком зеле поранешниот премиер Владо Бучковски, како и функционерите од ДОИ Али Ахмети, Муса Џафери и Абдуллахим Касами. Бучковски веднаш одговори дека Богоевски измислува, а ДОИ реагира дека сведочењето е конструкција на непостоечки настани и околности, дека е апсолутно невистинито и дека е во функција на престојните избори. СДСМ пред 3 години поднесе кривична пријава против непознат сторител во случајот Телеком, поради сомневања за подкуп на високи владини функционери, како и одделни политички партии во периодот 2005-2006 година. Во јавното обвинителство прашавме зошто и после 3 години од пријавата нема обвинение, како и дали сведочењето на Богоевски фрла нова светлина врз истрагата и дали тој бил повикан на распит во обвинителството во врска со овој случај. Кусуни одговорија дека во основното јавно обвинителство се водела истрага за предметот Маđar Телеком, пошто било поднесено обвинение и во моментов се води судска постапка. За евентуално нови докази, обвинителството ќе постапува согласно законите, стои во одговорот. А поранешниот директор на УБК Богоевски се огласи и во домашните медиуми. Тој вели дека потврдува се што кажал во сведочењето. Еве еден од текстовите на таа тема. Во интервју за Утренски вестник, поранешниот директор на службата за државна безбедност потврди дека сето она што како негов иск се објавува деновиве е тоа што тој го изјавил. Поранешниот директор за државна безбедност вели дека нема намера сами од себе се да се коментира, а дека оние кои демантираат имаат такво право. Тоа е неговиот кус став во кој Богоевски вели дека целосно го потврдува своето сведочење.
Арсим Зеколи, поранешен амбасадор, се огласи на својот Facebook профил по однос на случајот Телеком. Многу често огласите на пишувањата на Арсим Зеколи на Facebook се пренесуваат и од останатите медиуми, се претвораат во новинарски статии. Тоа се случи и овој пат. Овој пат коментарот на Зеколи беше пренесен од Либертас. Зеколи сега пишува за однесувањето на западните амбасади и конкретно за однесувањето на американската амбасада во Скопје во однос на случајот Телеком. Драг Джес, се додека твојата амбасада го крие името на лицето кој во речиса добивал кеш три пати по 2,5 милиони и останатите присутни лица, те молам поштедени од дволични изјави на загриженост и душебрижништво за нас и земјата. Добивањето мито и криењето на информациите за лицата вовлечени во криминал во крајна основа не ве прави борби против криминал и корупција, туку напротив, сосема доброволни и свесни учесници во криминал и корупција, која не може да се прикрие со селективни парадирања на секакви имиња во обид да се прикрие директниот примател на мито, големата риба која држите за опаш. Со прикривањето на таа информација, ти и твојата амбасада ги навредувате чувствата и правата на сите граѓани на Македонија и воедно ја подривате иднината на земјата. Тоа не е акт на пријателство, тоа е акт на непријателство, пишува Зеколи. А Слободанка Јовановска од Утрински со еден јасен, конкретен наслов на оваа тема корупцијски земјотрес. Испак е дека во Македонија се водела една јавна и една заткулисна економија. И додека ние сме верувале дека владата води битка за дивидендата на Маѓар Телеком и за подобри услови во телефонијата, всушност се правило се да се случи токму обратното. Пазарот да не се либерализира на штета на Македонија, на штета на незината европска иднина и на штета на незината перспектива во Европската Унија, која со години вршеше притисок да се реши проблемот со монополот на Маѓар Телеком. Сведочењето покажа дека исто толку добро и модела на нашите политички елити со работката со тие во Грција. Односно, колку лесно може да договорат милиони евра, а не може да најдат решение за спорот за името на државата. Богоевски го пукна и меурот на невиноста на Дуј, кои веќе неколку мандати се продаваат како разумниот и европски ориентиран дел од владата, кој постојано го има предвид стратешниот интерес на државата. Тоа го пишува Слободанка Јовановска под насловот Корупцијски земјотрес. А Македонија одбележа 24 години од својата независност и самостојност. По тој повод се напишаа повеќе колумни од познавачите, од аналитичарите, но и од обични граѓани кои ги поделија своите мисли за тоа каде е Македонија денес, а што се очекувало на почетокот, односно пред 24 години за време на прогласување на независноста и самостојноста. Почнуваме со текст на Христијан Старноевиќ, објавен на порталот Позитив МК. Насловот е ироничен: да ви честитам слободна, самостојна и партиски поделена Македонија. Еве тука има фотографии, илустрации од тогашното прогласување. Тука се поранешниот претседател Киро Глигоров и премиер Никола Кљусев, како и го има и поранешниот премиер Љупчо Георгиевски. Денес, за жал, еуфорија нема. Говори за подобар систем и поголема демократија нема. За жал, нема ни политички дебати. Нема соочување на ставови и борба на идеи. Сега живееме во длабока поделеност на црвено-црни уживатели на власта и анемични слободоумни опозиционери. Некои ќе рече дека политичарите се најголеми виновници за сите неуспеси на политичката сцена, дека нивната ниска култура, неприфаќањето на позициите на политичкиот конкурент и бегањето од одговорност во главни моменти се клучни во распадот на институциите, кои се само наклонети кон владеачката гарнитура без оглед во чии партиски раце е. Но треба и сами да се запрашаме.
Зошто дозволивме политичарите да не бидат главни звезди и богови пред кои ќе молчиме? Немо гледајќи како ни ја кројат судбината. Вината мора да се баре и во новинарите, бизнес елитите кои за ситни интереси создадоа мокни политички структури, надвор од нивната можност за контрола, потоа во сите јавни службеници кои подклекнаа пред притисоците и грубо ги прекршија сите професионални и морални стандарди. Ете уште една фотографија. Продолжуваме со колумна на Стефан Влахов Мицов, која е исто така објавена на интернет и која исто има интригантен наслов. 24 години од самостојност до протекторат. Зошто стигнавме до протекторат? Само точниот одговор на ова прашање ќе ни даде барем мали шанси да ја подобриме својата состојба. Веќе отворено се тврди дека Македонија не била спремна за актот на самостојност. Само што доколку е така, зошто на референдумот 97,9% од граѓаните се изјаснија за самостојна и суверена Македонија? Вистина, со додавката со право да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија. Подоцна, некои ја оправдуваа таа додавка со наводниот факт дека инаку македонските граѓани немало да гласаат за независност, всушност ситуацијата е спротивна. Ако ја користам познатата мисла на Ленин, македонците не сакаат да живеат како дотогаш, но македонската политичка елита не можеше да управува и на друг начин, затоа таа елита се вртеше околу југословенството, а на македонците им беше фрлена националистичка мамка. И едната и другата опција беа далеку од самостојна Македонија. Тоа го пишува Стефан Влахов Мицов. А колумна има на оваа тема и поранишниот пратеник Слободан Најдовски, кој прашува каде сакавме, а каде стигнавме. Сега најважно прашање е каде сакавме да одиме, а до каде сме стигнати. При блокирањето на границата со Грција, особено со референдумското изјаснување кај голем број македонски граѓани, се одомакини паролата "Обединете во Обединета Европа". За мене како учесник на тие настани тоа беше јасна порака дека ние македонците својата перспектива ја гледаме во европското семејство. Таму треба да го реализираме сонот не само на оние кои живеат во Република Македонија, туку и оние кои заради политички интереси на големите се надвор од рамките на денешните гранични линии. Уверен сум дека тоа е желбата на огромен дел македонски граѓани кои сега е во прв план. Ако за нешто треба да се расправиме, тоа е дали сме поблиску до остварување на нашата цел или подалеку. Лично мислам дека ние сме подалеку од европската отколку во 90-тите, а уште подалеку од крајот на 2005 година. Тоа го пишува Слободан Најдовски, поранешен пратеник. А Денко Малевски пишува за македонско-американските односи, значи за Соединетите Американски држави како најголема светска сила и за тоа какви се односите денеска после 2 децении независност. Насловот е едноставен. Завршувам со констатацијата дека без да се раскажат ова и уште многу други, да ги наречам лични приказни, не може да се разбере македонско-американското пријателство воспоставено во пресудните 90-ти години. Од моје лично искуство можам да кажам дека тогаш, кога ни беше најпотребна, најмногу ни помогна и дека од Америка не сме виделе ништо лошо, но сме искусиле многу добро. Да, ама зошто воспоставија дипломатски односи со нас толку доцна? Прашуваат деновиве критичарите на американската политика во Македонија. Реалистите во теоријата за меѓународните односи би им одговориле дека секоја голема сила мора да внимава да не биде вовлечена во проблемите на малата држава на начин кој ќе ги загрози низините витални интереси. Со теоријата апсолутно би се согласил секој американски политичар, но веднаш потоа би додал: "Дајте сега да видиме што практично можеме да сториме за вас." Тоа го пишува Денко Малевски во колумната 24 години независност. А повод
независноста, отворено писмо Опатија и поранешни пратеници на ВМРО ДПМН од првиот пратенички состав. Тие во писмото се критични кон сегашните состојби, кон сето она што се случува и велат дека сегашното раководство на ВМРО ДПМН треба да ги праша актуелните противници за низа прашања. Насловот е "Поранешни пратеници од ВМРО ДПМН, длабоко се нурнавме во спиралата на злото". Еве дел од прашањата кои се отвараат во писмото. Што мислат сегашните пратеници за символиката која зрачи од ново изграденото седиште на партијата на улица Македонија со својот стил и неговото урбанистичко решение? Навистина ли парите купуваат се? Што мислат за уценувањето и пресилувањето на граѓани да гласаат за ВМРО, за да не бидат избркани од работа? Зарем до таму дојдовме? Што мислат за огромната диспропорција за распределбата на буџетот меѓу Скопје и градовите и населените места низ Македонија, која е закана за хармоничниот развој на државата? Што мислат за масовното иселување на младите, највиталните, најстручните наши деца? Што мислат за стабилноста на државата, недоследните избори кои стануваат се почести, туку за долгорочниот развој и опстанок на Македонија? Заради сложеноста на прашањето, тука да не ја споменуваме фалш картата на која се игра во меѓуетничките прашања, не за долгорочна, туку за краткорочна добивка. Ова е дел од отвореното писмо на првите пратеници на ВМРО ДПМН. А одговор на ова писмо има Филип Петровски. Значи поранешен исто така пратеник на ВМРО ДПМН, подоцна значи оснивач на друга партија која беше критична кон премиерот Никола Груевски, но која подоцна Филип Петровски излезе од целата таа проблематика и стана директор во неколку државни предпријатија. Сега Филип Петровски одговара. Вели: разобличување на соросоидите кои се представуваат како истакнати ВМРО-овци. Сега ќе видиме дел од одговорот. Кога ќе се прочита така нареченото обраќање на поранешни пратеници на ВМРО ДПМН, делува како тоа обраќање да е пишувано во Сорос или некоја организација, институт, центар кои се блиски до него. Но кога ќе се види дека тоа е поставено на порталот Либертас, во собственост на Ацо Кабранов, близок пријател на Ерван Фуере, директно финансиран од фондацијата Отворено општество, станува јасно дека тоа е подготвено во соработка со целата Соросова елита. Не само овие факти, туку и текстот во него јасно укажува дека се употребени истите зборови што тие ги употребуваат со години да ја нанесат штета на Република Македонија во земјата и светот, како и да ја разнебидат македонската нација. Тоа го пишува Филип Петровски. А во една од реакциите па на одговорот на Филип Петровски има еден текст објавен на порталот Центар Ньюс, кој во последно време станува се поактуелен, особено со интересните објави кои ги прави за некои интересни случувања во политиката, но и во политичкото подземје. Сега Центар Ньюс вели: вечниот директор Филип Петровски удри по лојалните членови. Самиот почеток на Центар Ньюс е коментар всушност за Филип Петровски. Директорот на Државниот архив Филип Петровски, кој на изборите во 2011-та настапи со своја партија Демократска десница и самиот жестоко го критикуваше Груевски, но сепак се почини и се врати во ВМРО ДПМН чисто од фотелјашки причини за да биде директор, преку својот Facebook профил им се нафрли на старите ВМРО-овци кои по повод 8 септември упатија критики кон актуелното раководство на ВМРО ДПМН, но и владата. Петровски беше директор на градската библиотека Браќа Милодиновски со Скопје, па стана заменик директор на Државната лотарија, а сега е директор на Државниот архив. Тоа е одговорот на Филип Петровски, а сличен одговор напиша и Едмунд Адеми на својот Facebook профил, кој вели: може би не ги паметиме пратениците од првиот состав во собранието од ВМРО ДПМН, кои со писмо и се обратија на јавноста денес.
Можеби и не памтиме дали нешто корисно направиле за општеството, а можеби и ништо корисно не направиле. Ама сите го паметиме Филип Петровски од ВМРО-ДПМН, Филип Петровски од Обединените за Македонија, Филип Петровски од Демократска десница. И да, знаеме и памтиме дека ништо корисно не направил, ни за општеството, ни за државата, а се уште живее на државни јасли. Ете тоа го пишува Едмунд Адеми на својот Facebook профил. Емисијата сега ја продолжуваме со низа на колумни и коментари околу останатите политички случувања. Одиме со еден интересен коментар за извештајот на Меѓународниот монетарен фонд кој излезе во однос на Македонија. Оваа колумна е објавена во Утрински вестник, а потпишана од Мирче Јовановски. Насловот е еден извештај, многу толкувања. Значи, Мирче Јовановски вели дека во однос на извештајот на ММФ има различни толкувања од страна на различни аналитичари. Едните велат дека тој е негативен за сегашната власт, други велат дека тој е најпозитивен извештај до сега. Јовановски вели дека тоа е поврзано со перцепцијата која секогаш е различна за такви актуелни случувања и го додава ова. А кога станува збор за ММФ, јасно е дека оваа институција сега не е толку строга каква што беше некогаш, кога Македонија ги правеше првите реформи и се обидуваше да се справи со исто толку големи предизвици, кои ја трасираат транзицијата. Нешто тоа е успешно спроведено, друго како што се гледа треба да се доработи и да се наштелува во согласност со актуелните предизвици. Кога ќе се види со колку труд, стручност и ресурси и за колку време се изготвуваат одредени извештаи, најмалку што може да се очекува тие да се омаловажуваат или да се глорифицираат. Таквиот пристап може би прилега за кафеански муабети, но не за политичка елита која сака да ја води земјата во подобра иднина. Она што недостига кај партиите, без оглед дали се од власта или од опозицијата, е објективизирање на наодите од овие извештаи и нудење соодветни решенија за диагностицираните проблеми. Само така граѓаните ќе може да им веруваат на пораките на политичарите, пишува Јовановски. Продолжуваме со Бранко Геровски со една колумна која е објавена во Слободен печат и на Плюс Инфо, а која предизвика доста внимание во јавноста. Значи се работи за една голема, широка колумна која прави паралела помеѓу Герника на Пабло Пикасо, сликата која ги одразува случувањата од тогашната шпанска револуција и се прави паралела со случувањата денес во Македонија. Геровски пише: нашите герники ќе бидат заборавени. Значи се работи за една голема колумна која има доста поенти, која не можеме цела да ја видиме. Еве се пишува и за случувањата со Франко во Шпанија. И тука Геровски вели: и Македонија денес ја преживува својата во наводници граѓанска војна. Таа се разбира е бескрвна и може да се наслика баш во оние сиви меланхолични тонови какви што обожавал Пикасо во 37-та година. Но ова е сериозна војна, војна во која од едната страна се силите на злото, нашиот генералисимус и неговата фаланга е Спанола, додека од другата страна е нејаката и разедината левица. Така како што и Пикасо можеби се надевал дека ќе импресионира меѓународната јавност, сликајќи ги символите на цивилизацијата и на новото време во војна агонија, та можеби и во надеж дека со тоа ќе ги потикне симпатиите на Западот за шпанските борци за слобода, само претпоставуваме, ние тоа не го знаеме, бидејќи Пикасо никогаш не изјавил ништо битно за Герника. Така и ние се надеваме дека некој однадвор ја гледа нашата мизерија, дека некој ги регистрира нашите герники и дека некој конечно ќе го остракира нашиот диктатор и така ќе дојде слободата. Тоа го пишува Геровски. Нашите герники ќе бидат заборавени. А Сотир Костов пишува колумна во Дневник, која
во која се вели дека и покрај постигнатиот политички договор, дека лидерот на опозицијата Зоран Заев повторно се заканува со така наречени бомби и дека Заев со тоа сака да ја дестабилизира државата. Заев повторно ќе фрла бомби на демократијата, вели Костов. А што току се помисли дека договорот од Пржино конечно ја закопа бомбашката демократија на Заев и СДСМ? Тоа да не те било така. За специјални прилики, уште по-специјални потреби, овој лидер на опозицијата има загарантирана изворно и природно право на најспецијално демократско средство фрлање бомби во политиката што ја практицира. Уште не влезен во храмот на демократијата и законодавството, тој обзнани. Договорот до 15 септември доколку до 15 септември не се избере специјален обвинител, тој, СДСМ и опозицијата нема да го почитуваат договорот од Пржино и повторно ќе го напуштат собранието на Република Македонија и пак ќе продолжи да фрлаат бомби. Тоа ти е рок-н-рол демократија ала Заев, Евангелие, бомби и демократија според Заев. Тоа го пишува Костов. А има интересен спортски дуел кој овој пат не се води во спортот, не се води директно на спортските терени, туку се води преку медиумите, а тоа е на новиот директор на Кошаркашката федерација на Македонија, Пеце Наумовски, и македонскиот репрезентативец Перо Антик, каде што Наумовски напиша дека Антик потврдил во очекувањата и дека не направил доволно за репрезентацијата, иако добил се, но ова има жесток одговор од Антик. Први да видиме што напиша Наумовски. Еве го насловот, ние на Антик му дадовме многу, а тој нас 3 точки и подолу изјавата. Тој ги поремети нашите амбиции. На Перо му дадовме многу, но тој не ни врати, како што на своите репрезентации им вратија играчи како Новицки, Паркер или Гасол. Поради тоа нашите амбиции се само пласман во вториот круг, а за тоа пресудна треба да не биде победата над Грузија, изјави Наумовски. Тоа е значи тоа обвинување за Перо Антик, а одговорот на Антик е доста подолг од овој став на Наумовски и можам слободно да кажам доста пожесток. Значи Перо Антик зборува за доста елементи од минатото на Наумовски и тие ги поврзува со сегашната состојба во македонската кошарка. Еве еден од насловите, Антик му врати на Пеце, никогаш не би играл за човек со карактер како тебе. Значи ова е Facebook статус на Перо Антик кој е превземен подоцна од медиумите. Моја одговорност ако не се пласираме понатаму. Го прифаќам тоа, ама на Пеца е одговорноста ако не подели дел од плацовите што ги добиваш од државата со репрезентацијата. Да ми дадат 1% од тоа што ти го дадоа тебе, ќе бив собственик на тим од Евролигата и немаше да праќам по 10 деца на првенствата, зашто не сакам да платам, па и од свој джеб како што правеше претходното раководство. Да им обезбедам најдобри услови што може, место да кукам како сите крадале пред тебе. Јас како капитен седев со своите играчи, не како тебе на друга маса зашто ти играше во посилни тимови од другите. Јавно кажувам, за карактер и човек како тебе никогаш не би играл, а како играч ти симнувам капа. Поздрав президенте и место правење селфија направи подобри услови и помогни на кошарката кај нас, бидејќи ја нема. Тоа го пишува Перо Антик во одговорот до Пеце Наумовски. А емисијата ќе ја завршиме со уште два текста, еден текст и едно кратко видео. Се работи за состојбата со мигрантите, со бегалците, од која е погодена и Република Македонија. Билјана Илик пишува: Вучик се вали по светот, Груевски по селата, во однос на третирањето на бегалците во Србија и Македонија.
Ова е една навистина голема реформа, која ќе ги засегне сите европски земји, без разлика дали се членки на Европската Унија или претендираат кон тоа. Сириската бегалска криза ги стави на тест не само чувствата на одговорност и хуманост, туку и способноста на секоја земја одделно да се справи со домашните ситуации и да не избира секогаш да се потпира на грбот на побогатите и поразвиени земји. Каде е тука Македонија? Откако власта на ВМРО-ДПМН силно се избрка во светот со односот кон мигрантите, откако се забележа најголемата смртност на мигранти кои гинеа по пругите, откако полицијата 3 дена ја блокираше на јужната граница, откако беа потребни месеци да се изградат кампови на границата и да се донесе вода, откако беа употребени солзавци и гумени куршуми, се разгори ксенофобијата меѓу гласачкото тело и потоа се демонстрираше лажна солидарност од власта, денес оваа власт треба да проголта уште една кнедла и без збор да го прифати враќањето на барателите на азил во Германија и да се обиде тука да им обезбеди работа и пристоен живот. Значи, тука Илик зборува и за барателите на азил од Македонија во Германија, кои Германија најави дека ќе ги врати во матичните држави. И емисијата ќе ја завршиме со едно видео од YouTube. Значи, се работи за состојбата со бегалците на унгарската граница и со еден скандалозен потек на снимателка во унгарска телевизија, која подосна доби отказ за тоа, како таа се вклучува во случувањата на теренот и сопнува еден бегалец со дете кој го брка полицијата. Да го видиме тоа видео. Еве го. Значи, ете, тоа е тој момент. Тоа е тој според момент која обиколи светската јавност и за кој, како што го кажав, унгарската снимателка доби отказ од работа. Почитувани, ова беше Трета порта, во среда редовно, емисијата гледајте ја во репризата во четврток, а бидете подготвени и за следната недела кога ќе ги имаме сите најнови содржини кои ќе се случуваат во оваа недела што следи. До тогаш останете и со програмата на 24 вести и не го заборавајте мотото на Трета порта и во оваа сезона. Тоа е дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика, заклучоци носете сами.